26 февруари 2004 година, државниот авион со кој патува председателот Борис Трајковски се урива близу Мостар. Нема преживеани во падот на Кингерот во тоа магливо утро. 20 години подоцна на местото на несреќата Македонија се сеќава на делото и политичкото наследство на Трајковски. Ова спомен обележи не е само паметник на трагичниот миг. Ова е потсетник за сите генерации дека Македонија имала и има доблесни и решителни луѓе кои следејќи ја својата визија, својот сон, имаа храброст да гледаат кон иднината. Денес нашата земја е членка на НАТО и на дофатот од членството во Европската унија. Визијата на Трајковски ме остава во уверување дека и сега тој не би се двоумил што е неисправно да се направи, иако и самиот знаел дека луѓето со визија се осудени да бидат подоцна разбрани. На гробот на Трајковски во Скопје цвеќе положи актуелниот шеф на државата Пендаровски, кој беше еден од најблиските соработници на починатиот председател. А кој беше Борис Трајковски? Во 1998-та со победата на ВМРО ДПМН влегува во владата на Љупчо Георгиевски како заменик министер за надворешни работи. Првиот сериозен тест во неговата политичка кариера, која не траеше долго, но која остави неизбришлива трага во историјата на младата држава, дојде веќе во 99-та со стотици илјади бегалци од Косово. Ова е срам за меѓународната заедница. Никој од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска, ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport. Пренесете ги во Стокхолм. And transport the refugees to Stockholm. Ова изјава на релативно непознатиот млад политичар во екот на косовската криза го вивна Трајковски во политичките кругови и го представи пред македонската јавност, токму во годината кога во земјата се одржува избори за председател кој требаше да го наследи искусниот Киро Глигоров. Како кандидат на тогаш владеачката ВМРО ДПМН победува на изборите, оспорени од опозицијата и станува втор шеф на државата по независноста. Првата година од мандатот помина релативно мирно, но потоа дојде 2001-та. Државата се најде на работна граѓанска војна. Во тие моменти се очекуваше и бараше некој да го подметне грбот и да ја преземе одговорноста за земјата да се извлече од спиралата на насилство. Трајковски со силна поддршка од меѓународната заедница која во него виде личност која може да се нафати на предизвикот, почна да ја турка иницијативата за мирно решение на конфликтот. Неговите напори беа препознаени од американската администрација. Во екот на борбите Трајковски беше поканет во Белата куќа. Јасен беше каде ја гледа иднината на Македонија. Го повторив нашето барање да станеме дел од НАТО семејството. Пријателството со Џорџ Буш, со кого го поврзуваше припадноста кон методистичката црква, остана се до смртта. По неколку месечните преговори кои се одржуваа во Охрид на 13 август под покровителство на Трајковски во присуство на американски и европски дипломати, беше потпишан Охридскиот рамковен договор. Јалак, да. Еве. Ајде. Периодот што следеше не беше лесен за Трајковски, иако меѓународната заедница го ценеше, многумина дома го критикуваа дека Македонија презела многу отстапки со Охридскиот договор. Ако се земе предвид во контекстот во кој беше потпишен и рамковниот договор, значи самиот контекст по кои услови беше или пак значението на рамковниот договор, не може да се очекува дека сите еднакво ќе го толкуваат, значи рамковниот договор. Односите со раководството на ВМРО ДПМН, партијата која го поддржа за председател, беа далеку од добри. На власт во 2002 година доаѓа социјалдемократска влада која се уште му забележуваше за изборите од 99-та. Впечатокот беше дека Трајковски во последната година од 5-годишниот мандат се најде осамен на политичката сцена. Тогаш се случи летот за Мостар. На Трајковски смртта му ја донесе заслужената почит во неговата Македонија. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.